Добро вечер, доктор Милена Лазарова Трајковска, судија на Европскиот суд за човекови права, која успеавме во деновите на привремен престој во Скопје, пред низиното враќање во Страсбур, да ја замолиме за ова ТВ интервју. Добро вечер и благодарам што одвоивте време. Што туку денове прочитав дека во случајот Митриновски против Македонија, судијата на екс-судијата во Скопје, кој го судеше познатиот случај на Бајруш Сейдију, го добил процесот против Македонија во Европскиот суд за правда, со образложение дека имало веродостојни сомневања дека екс-председателот на Врховниот суд и член на Републичкиот совет Вангеловски можел да влие врз неговото разрешување. Тоа е една деликатна, во наши услови, мощна индикативна пресуда за општиот амбиент во македонското судство. Дали вие сте запознаени, иако не го водевте целиот случај, и дали мислите дека е тоа јасен сигнал дека луѓето имаат доверба во Европскиот суд за човекови права? Па, луѓето имаат доверба во Европскиот суд за човекови права, генерално во Европа, бидејќи бројот на жалбите кои што пристигаат пред Европскиот суд за човековите права константно бележи нагорна линија. Значи се зголемува бројот на барањата и константно добива на квалитет. Жалбите кои што пристигаат од земјите членки на конвенцијата имаат се подобар квалитет, суштински се порадлабочени образлагањата на жалителите и неретко завршуваат со успех по нив. Предметот кој што го споменавте е еден од предметите кои што се поврзани со правичното судење, тоа е членот 6 од конвенцијата, и тоа е основот по кој најчесто се обраќаат жалителите пред Европскиот суд за човековите права. Се работи за една состојба од законските решенија кои во тоа време во Република Македонија овозможувале вклученост на председателот на Врховниот суд и во одлучувањето по жалбата на конкретниот предмет, меѓутоа и во одлучувањето на постапката поврзана со разрешувањето на судија пред Републичкиот судски совет, една состојба која што подоцна е надмината во законските решенија, но која што беше предмет на критика и на расправа во времето кога се носеше законот за судовите, во време кога јас бев член на Венецијанската комисија. Да. Кога се работи за овој случај, без оглед на бекграундот околу тоа дали имало основа за ослободување од притвор на нарко и да речем условно тобако шефот Сейдију, случајот Митриновски на еден индикативен начин зборува и за општата генеза на состојбите во македонското судство, во кое честопати влијанијата од врвот, од политичките елити, врз тоа како и кој да ги разрешува, како и кој да ги поставува и да ги избира, и денеска станува во овој момент останува актуелно. Како вие гледате од позиција на непристрасност во инволвирањето на тековните процеси, но на пристрасност од аспект на тоа дека се почитуваат есенцијалните права на процедурата, а тоа е законитост, право раздавање според принципите на временост на пресудувањето, почитување на рамноправноста на странките и така натаму. Да. Непристрасноста на судиите е важен елемент на правораздавањето и на владењето на правото. Тоа е предуслов токму за како предиспозиција за остварување на правичното судење. Во однос на Република Македонија имавме два предмети каде што судот утврди дека има повреда на конвенцијата токму заради непристрасност од страна на судиите. Значи, едниот е Николов против Република Македонија и вториот е Бајлџиев против Република Македонија. И тука судот утврди дека во текот на водењето на постапката не биле обзирани, ние велиме, објективниот и субјективниот тест на непристрасност на судиите, кои што веќе биле вклучени во одредена инстанца на водењето на постапката и дојдовме до повреда, конкретно во овие двата предмети. Меѓутоа, генерално земено, како проблем,
Непристрасноста и влијанието на политиките на судиите во форма на нивно именување или во делот на водењето на постапките представува важен сегмент, представува важен елемент за кој треба да се расправа. Пред неколку дена и генералниот секретар на Советот на Европа имаше едно обраќање во кое зборуваше за потребата од непристрасно судство генерално на ниво на Европа и тоа зборува дека денеска се соочуваме со еден феномен на форми на влијанија, на притисоци на судството кои не секогаш се резултат на политиките. Притисоците може да бидат и од други страни, и од други субјекти. И токму заради тоа, вториот елемент на вашето прашање во делот на именувањето на судиите, важно е да се избират судии кои што имат личен интегритет, судии кои што имат индивидуален капацитет да можат да се носат со одредени моменти во општеството. Под предпоставка дека имаат и професионален капацитет. Тоа значи дека го познават не само домицилното законодавство, туку и европските стандарди, не само конвенционалното право, туку и примената на така наречените президенцијални правни норми, кога пресудите на Европскиот суд треба да станат составен дел на домашната регулатива. Да, тоа е еден од елементите кој што е поврзан со стручноста на судиите. Република Македонија е членка на Европската конвенција за човекови права и таа во хиерархијата на правните акти е под уставот, меѓутоа над законите. Секоја наша пресуда обврзува во однос на индивидуалниот предмет, значи таа наметнува индивидуални обврски за државата по тој конкретен предмет, кои може да бидат во форма на исплаќање на одреден паричен надомест, односно ние велиме правичен надомест, или може да бидат поврзани со реотварање на некоја судска постапка, понекогаш судот го споменува и тоа во делот на диспозитивот на пресудата, но тие значат и обврска за државата, проучувајќи го тој конкретен предмет, да се замисли каде е проблемот во системот, каде е дошло до повреда поради непристрасност на судија, кога веќе зборуваме во за тоа. нашето домашно кривишно законодавство, кривишната постапка, на општи седници на Врховниот суд се носат и одлуки, се носат и начални мислења и тие на одреден начин се задолжителни за пониските судови, и апелација и основен. Дали таква валидност имаат пресудите на Европскиот суд за човекови права? Пресудите имаат многу посилно значење. Значи, пресудите понекогаш содржат во себе порака која може да значи и потреба од изменување на законодавството. Затоа, тие не се поврзани само со конкретниот индивидуален предмет, како што реков, нивната порака е многу поширока. Може, да речеме, скоро имавме една пресуда, Митови против Република Македонија, поврзана со правото на семеен живот, и таа сама по себе покренува голем број на прашања во врска со работата на центрите за социјална работа. Значи, пресудата е за конкретен предмет, за остварување на родителски права, но кога го читате контекстот на пресудата, таа покренува прашања кои што се поврзани со начинот на функционирање на нашите социјални служби. Или ако се навратиме на назад, ние за Република Македонија имаме донесено бројни пресуди поврзани со постапување на деградирачки, нехуман начин, почнувајќи од Јашар, Сулејманов, Джеладинов, па еве и Елмасрие во таа група на предмети. Скоро имавме една пресуда Илиевска против Република Македонија. Сето тоа се пресуди кои што треба да се анализираат во нивната широчина, не само во пристапот во однос на тој конкретен предмет, пресуди кои што носат големи пораки за државата. Например, овие што ги спомнавте случаи се на одреден начин индивидуализирани до степен Македонија, односно луѓето, граѓаните од Македонија против Македонија, и тие главно ги решаваат судските совети, односно вие како индивидуални судии. Меѓутоа се чини дека Ел Масри ја предизвика лавината да се одржи, како ви велите, генерален совет или совет на судии, кој овој случај го разгледуваше во поширок контекст. Да. Дали Ел Масри си доби сатисфакција и дали Ел Масри
ќе ја тужи Македонија овде во Македонија заради јасната перцепција на злоупотреба на неговиот случај и на дерогирање, на делегитимирање негово. Ел Масри е единствен предмет од Република Македонија кој што заврши со пресуда на големиот судски совет и тој представува темелна пресуда за другите предмети кои што пристигнаа после него, а поврзани се со слични фактички состојби, значи вклученост на една агенција на една друга земја, меѓутоа вклученост и на државата која што дозволила да дојде до прекршување на правата на Ел Масри во однос на деградирачко, нехумано постапување, лишување од слобода, противправно лишување од слобода. И таа пресуда представува темел за решавање на предмети сега веќе против Полска, Италија, имаме такви предмети против Романија, значи во еден сличен контекст, во едно слично време. Тоа е прецедентното право, тоа е темелот. Ел Масри е клучот на кој што се повикуваат сите тие предмети. Меѓутоа, Ел Масри е клучот и во однос на членот 3 и на предмети кои што не се од толку големо значење, затоа што за прв пат судот во една таква пресуда рече дека државата направила повреда за настани кои што се случувале на територија на друга земја, значи за притворот и држењето во притвор во Кабул, а не на неизина територија, токму заради посредувањето или учествувањето во предавање на земја за која што можела да знае или да предпоставува дека ќе прекрши одредени човекови права. Не сите предмети доаѓаат до големиот судски совет. Кога се работи за Ел Масри, има една димензија која можеме за миг да ја актуализираме. Денеска сме под некакви стрес варијанти, ИСИЛ, фундаментализам, тероризам и така натаму, кога тајните служби работат вон правилата понекогаш и вон контрола, дури и на најголемите центри на моќ. Дали е возможно Ел Масри да биде синоним на предупредување дека во име на така наречените возвишени цели против тероризмот не можете да ги прекршите индивидуалните права и индивидуалните слободи? Да, судот има силна судска пракса во однос на овие елементи, дека например во Рохлена против Романија судот јасно зазеде став дека во име на борба против тероризмот не може да се посега по индивидуалните човекови права неограничено долго и сето значи не посегање по човековите права, туку привремено ограничување на човековите права, кое би значило лишување од слобода или ставање на одредено лице под одредени технички мерки, мора да биде подкрепено со силна законска основа. Мора да постои јасен и прецизен закон кој што ќе дефинира кои се тие субјекти чии што права во даден момент можат да бидат за кратко, не за долго, ограничени, и која е таа законска цел, која е таа легитимна цел која што би го оправдала, например, таквото лишување од слобода. И на крајот, последниот и најзначаен критериум е дали тоа било неопходно во едно демократско општество. Бидејќи вие може да имате јасна законска регулатива, може да имате легитимна цел, меѓутоа државата можела да покрене некои други механизми кои што би помогнале да се дојде до целта без да се ограничуваат одредени човекови права. 2007 мислам стапивте 2008. 2008. Да. 7 година ви тече, уште 2 имате. Да. Доктор Лазарова, дали го чувствувате, например, оној амбиент кога многумина ќе излезат од суд, од адвокати до осомничени, до тужители, кога велат јас ќе ја барам правдата пред Европскиот суд за правда. Дали е тоа доверба кон новата моќ на Европскиот суд, кон Конвенцијата за заштита на човековите права, или недоверба кон домашното судство? И дали е таа недоверба поради тоа што имаме, например, неверојатно долги, неразумни рокови на постапки, долги притвори, нечесни пресуди и така натаму? Има повеќе причини. Погледнато од аспект на правник кој што помина 5 години во Уставниот суд на Република Македонија и сега еве 7 години во Страсбур,
можам да ви кажам дека постои еден развој во однос на односот кон Европскиот суд за човековите права. Многу од тие луѓе кои што излегуваат незадоволни од одредени судски постапки, сега веќе се повикуваат на Страсбург, ама ако се навратиме на години назад, Европскиот суд за човековите права беше непознат за нашите граѓани и тие полека го освојуваат просторот. Кога велам за нашите граѓани, овде мислам и на сите оние учесници во правосудниот систем, почнувајќи од адвокати, суди, обвинители и така натака. Имав среќа да бидам дел од екипата која што во 1995 година работеше на споредбената анализа на Европската конвенција за човековите права и нашето законодавство, и можам да ви кажам дека во малку сегменти нашите закони отстапуваа од стандардите кои што ги наметнува Европската конвенција за човековите права, но во тоа време многу малку суди зборуваа за конвенцијата, многу малку адвокати ја спомнуваа конвенцијата. Сега, кога доаѓаат предмети во Страсбург, можам да видам преку предметите дека постои постапно освојување и на тој простор од аспект на познавање на судската пракса. Како правна и судска постапка или како нова, така наречено, обичајно правило или обичајни методи кои создаваат нови норми или нови стандарди? Како правна постапка и исто така постапно наблегување во прецедентното право. Бидејќи ние имаме проблем, нашите образовни институции кои што формираат правници, кои што формираат политичари и студиите за политички науки, студиите за социјални работници, понатаму академиите од типот на Судската академија или Полициската академија, мора да го предаваат, да ја предаваат праксата на Европскиот суд за човековите права. Ние имаме малку познавање на луѓето кои што влегуваат во професиите поврзани со човековите права на судската пракса на Европскиот суд за човековите права. Бидејќи конвенцијата сама по себе како документ не е доволна. Европското право за човекови права го прави праксата на Европскиот суд за човековите права, која се темели на конвенцијата. Колку предмети има во овој момент во судот? Генерално на ниво на целиот суд имаме околу 70.000 предмети, значи кои што се во постапка. Колку се од Македонија? Од нив за Република Македонија се 173 предмети. И таа бројка е релативно мала споредбено со повеќе години назад. На колку народ, колку луѓе, колку суди, колку стручни соработници работат во Страсбург и во Европскиот суд? Од прилика сите заедно, значи судиите со стручните соработници и сето она што значи администрација која што ја подкрепува работата на судот како асистенти, преведувачи, 650 луѓе работат во Европскиот суд за човековите права. Колку што има суди во Македонија? Колку што има суди во Република Македонија. Меѓутоа, обемот на предмети, бројот на постапките е неспоредливо поголем. Се враќам за момент на една констатација, уште на почетокот рековте дека за судиите е важно да го задржат личниот и професионалниот интегритет. Меѓутоа, прочитав една изјава која стана во контекстот кој во овој домашен амбиент стана на одреден начин синоним за судиите, судството, обвинителите дека се заштитени мечки, вулгарна варијанта, нели? Кога велите дека односно не се коментираат судските одлуки, нели, тоа е суштината на нивниот одбранен механизам, а вие велите судијата не може да се изолира од гласот на јавноста. Да. И мислам дека тоа е многу важен елемент. Судијата живее во одредено време, тој мора да следи што се случува околу него, тој е составен дел на едно општество, тој треба да има сензибилитет за политичките случувања во една земја, но одлуките треба да ги гради воден од законот, треба да ги гради врз основа на непристрасноста, како што рековме, не може да ја изгуби индивидуалноста, но треба да го сочува интегритетот. За мене стручноста, компетентноста на судиите е исклучително важна работа, но подкрепени со личен интегритет, подкрепени со етички и морални карактеристики и една голема широчина и една потреба да се осознава, да се учи, да се прима нови сознанија и да се пренесуваат сознанијата. Дали ви се случило, како судија на Европскиот суд за човекови права,
председателот да ви сврти телефон, да дојде во канцеларија и да се заинтересира за предметот до начин на некаква капциозност или сугестивност во донесувањето на одлуката. И да бидам исто така доволно вулгарен, тоа што кај нас е речиси пракса, заради што има и кај луѓето, и кај странките недоверба кон судството. Никогаш. Прво, незамисливо е не председателот судија да се обрати на друг судија за кој знае дека е известител во одреден предмет. Од 2010 година судот работи по нови работни методи и ние постапуваме и како судии поединци. Не само во Советот тројца судии или во Советот 7 и во големиот судски совет од 17 судии, но и како судии поединци по одредени земји. Никој од 47-те судии не помислува да разговара во насока да го насочува другиот судија во однос на неговата работа. Убавината на оваа професија, исто како и професијата на уставен судија во националните уставни судови во Европа, е под полната слобода на судијата известител да прави анализи, да проучува, да прави компаративни согледувања, да ја следи судската пракса на другите меѓународни Уште малку паралела, бидејќи мислам дека народот сака да ги чуе тие паралели. Знаете да дојдете тука во Скопје, и јас можам да ви пренесам дека честопати низ кафулињата можам да препознам кафе пијател, винител и судија. Што инаку, по логиката на работите би требало да бидат спротивставени странки, односно судијата треба да биде неарбитререн во спорот. Ви изгледа ли логично таа вербална па и фактичка симбиоза меѓу тој што тужи и тој што пресудува? Знаете како, ние сме многу мала средина и се гледа и се луѓето се познаваат, се гледа и се препознава. Во суштина, кафе пиењето не би било лошо со колеги, ако е и со адвокат или со обвинител, независно во одредени ситуации, доколку тоа не влие врз судијата или пак не е обид да се влие врз судијата. Имаме ние проблем во однос на јавно-обвинителските институции низ источно-централно-европските земји, се во зависност од тоа како била уредена таа професија, да речеме, во поранешните држави на поранешните источноевропски држави, дел на Советскиот сојуз, јавниот обвинител бил многу силна фигура. Прокураторот бил моќна фигура која држала во своји раце големи елементи од постапките во... Да, ама и денеска кај нас во Македонија, со новите измени на моќта на државниот обвинител, кој практично има сега целата моќ на истражната постапка, но не сме убедени дека има целата логистика да ја води самостојно целата постапка, туку и натаму е зависен од Министерството за внатрешни работи. Дури имаме ситуација кога министерката Јанкуловска и незиниот потпарол така ноншалантно излегуваат во јавноста и веќе пресудуваат битието на кривично дело, колку за тоа би можел да добие години. Иако, ако ја следиме оваа светска или американска пракса, тоа може исклучиво обвинителот и потпаролот на обвинителството да зборува, а полицаецот да каже за тоа каков начин регистрира ресторување на кривичното дело. Знаете што, со новите измени Македонија избра еден нов модел кој што се разликува од претходниот модел и тоа времето ќе покаже дали овој пристап добар или не. Во суштина обвинителот има обврска според законот за обвинителство кога е во прашање општиот интерес и предмети поврзани со општиот интерес да ја извести јавноста за тие предмети. Вие не само кај нас, туку генерално, вие можеби следевте кога се сруши авионот во француските Алпи, јавниот обвинител на Франција излезе со соопштение за секој превземен чекор и соопштенија од јавниот обвинител течеа, мене ми се чинеше не на дневна основа, туку по неколку часови. Но не се случи министр за полиција и полицаец да излезе да рече дека пилотот бил во депресија, виновен и така натаму. Целата постапка е води обвинителот. Значи, целата постапка е води обвинителот, тој внимава на принципот на презумпција на невиност и ние имавме еден предмет,
Аксел Спрингел против Германија, каде што токму поврзано со презумпцијата на невиност и правото на приватност, зборувавме во рамките на членот 10, односно во делот на слободата на изразување и за една информација која што новинарот ја превзел по една пресконференција на јавниот обвинител. Да се вратиме назад во однос на јавниот обвинител. Ние имаме македонски предмети, каде што судот дал мислење за постапувањето или непостапувањето на јавниот обвинител. Ако го погледнете предметот на Јашар, првиот предмет поврзан со членот 3, со деградирачко, нехумано постапување, ќе видите дека повредата настанала токму поради непостапувањето на јавниот обвинител. Значи, повреда не мора да настане поради некакво превземање на действија. Таа може да настане и токму заради непревземањето на позитивни обврски кои што државата ги прифатила и институциите треба да ги спроведуваат. Понатаму, еден друг интересен македонски предмет е настеска против Република Македонија, каде што во рамките на постапката пред апелациониот суд, јавниот обвинител имал можност да се обрати пред апелациониот суд и бил известен за одржувањето на расправата, а другата страна не била, обвинетата не била повикана на расправата. И тука рековме дека има повреда на правичноста, на правичното судење заради нееднаквоста на оружјата. Самиот факт на присуство на едната страна, во овој конкретен случај на обвинителот, и отсуство на другата страна, иако нема никакво учество... фаворизирачка позиција, апсолутно. Самото присуство. Да, ви благодарам. Почитувани гледачи, следите ТВ интервју со доктор Мирјана Лазарова Трајковска, судија во Европскиот суд за правда, личност која е мощна, интересна и од аспект на актуелните случувања околу изборната регулатива, изборното законодавство, затоа што таа беше и председател на Државната изборна комисија во еден деликатен период 2002 година. Продолжуваме по малку ЕПП. Брисел бара правна држава. Власта има лични суди. Кој како го урнисува авторитетот на делителите на правдата? Зошто судиите се зависници од власта и без интегритет? Одговори од Мирјана Лазарова Трајковска, судија на Европскиот суд. Дали таа би била премиер на преодната влада? ТВ интервју со Александар Чомовски. Мој вечерашен гостин доктор Мирјана Лазарова Трајковска, судија на Европскиот суд за човекови права, но уште малку околу ова ваша функција. Да. Дали добивате пред жалби во однос на должината на притворот? Или да бидам директен, Да. иако може би сум помалку и пристрасен ако го спомнам Велија Рамковски, неговиот долг притвор. Дали тие судски постапки се завршени пред? Добиваме предмети поврзани со членот 5. Вие велите со притвор, меѓутоа не е само притворот во прашање, не е само должината, туку во прашање се и образложени судски одлуки кои што треба да кажат која е причината за притворот. И имаме бројни пресуди, веќе бројни пресуди, затоа што почнавме со Лазоровски, продолживме понатаму со Василковски и останатите против Република Македонија. Имавме уште еден интересен предмет, Трајче Стојановски против Република Македонија, Миладинови против Република Македонија и така натака. Имаме предмети поврзани со овој основ од конвенцијата, тие се во Долги постапка. Или неосновани одлуки за притворот или укинувањето? Поврзано со притворот, основите може да бидат различни. Понекогаш жалителите се жалат на долгото траење на притворот, понекогаш се жалат на неоснованите или лошо образложените одлуки на националните судови за притварањето, затоа што во таквите предмети нашата порака во тие први пресуди, како што беше пресудата на Василковски и останатите, не беше за долгото траење или за незаконското притварање. Нашата одлука беше насочена токму на необразложеното држење во притвор за одреден временски период на една група лица кои што биле притворени. Значи, цело време дури траел притворот, судот давал образложенија и имал индивидуален пристап кон
повеќе од 40 луѓе кои во тоа време беа притворени, за да во одреден краток временски период судијата кој што го продолжува притворот направил една одлука која што ја била унифицирана за сите, се изгубила индивидуалноста. Што е основен принцип во кривичната Наше постапка правило, и кривично значи дело. стандард на Европскиот суд за човекови права е колку подолго трае притворот, образложенијата на националните судови мора да бидат се попоткрепени и се појасни, затоа што лишувањето од слобода е една од потешките повреди на Европската конвенција за човековите права. И овде судот навистина има предметите кои што се поврзани со овие повреди имаат и приоритет во постапувањето. Имам уште две прашања кои што имаат актуелен миг. Едното е прислушувањето. Другото е една ваша констатација која ми зборува за широчината на вашите погледи. Дека недовербата кон судството може да влие и до нарушување на регуларноста на пазарните услови, до економската ситуација, до фаворизација картелска, монополска и така натаму. Дали вие тоа го чувствувате како можност на жалби по одредени пресуди или тоа го градирате врз основа на приливот на голем број на предмети од овие посттранзицијски и источноевропски држави? Непристрасноста на судството и едно судство кое што ќе гарантира еден константен, предвидлив, законски издржан пристап во предмети од слична природа, представува важен предуслов за секоја земја. Не само за демократските процеси од аспект на политичките збиднувања во една земја, меѓутоа едно стабилно судство, судство кое што е ефикасно, ажурно, судство кое што има една предвидливост во постапувањето, представува гаранција, се разбира, и за развојот на бизнисот и за економските вложувања во една земја. Сите ние имаме наши колеги од дел од образовните процеси или колеги од други земји, од други системи, и често пати, кога разговараме, тие велат, кога се прави скрининг на една земја пред да се инвестира, се праќаат тимови на правни експерти кои што ќе утврдат дали судството гарантира стабилност, цврстина на судските одлуки и дали има или нема некаков клиентелистички пристап или фавористички пристап или давање некаков примат на некои предмети. Јас немам сомневање дека судството е гарант за демократските процеси во една земја. Замислете си една пирамида поставена наопаку. На едната страна е законодавната власт, на другата извршната власт и судството е тоа кое што треба да обезбеди баланс на збитнувањата во едно општество. Само што таа превртена пирамида кај нас во овој миг таа завршува или кај Груевски или кај Енкуловска, па немаме веродостојна ситуација. Тоа е моја констатација, не мора вие да влегувате во тоа. Но сега ќе ве прашам како правник, како граѓанин на Македонија. Како гледате од Страсбург на овој сплет на афери или на афераштво, во која државата се подели на пуч и бомби, во која прислушувањето веќе не е систем во кој ние не го спориме дека е прислушување, туку спориме кој прислушувал, во кој не регистрираме веродостојност на фактите што се изнесени во прислушувањето, туку тоа се сведува на една мимикрија на политичката сцена и практично народот е збудален. Па јас сум пред се граѓанин на Република Македонија и се што се случува во мојата земја го доживувам како граѓаните. Пред се како граѓанин ме погодува, следам, анализирам, меѓутоа како правник. Ја барам правната тежина, правната разврска во голем дел од случувањата во мојата земја. Јас немам резервна земја, тоа е мојата татковина и од Страсбург кога работам, јас работам за иднината на мојата земја. Јас често пати велам нашите пресуди не се против Република Македонија, тие се за Република Македонија, бидејќи треба да помогнат да направиме подобро место за живење. Европскиот суд за човекови права во однос на овие и вакви форми на
политички, оти дефиницијата е дека имаме криза, имаме политичка криза, се разбира, добива предмети од слични околности, од слични состојби. Јас мислам дека разрешницата сепак ќе зависи од политичката волја. Многу е важна политичката волја во многу елементи на општественото живење и ние често пати кога носиме пресуди, свесни сме дека дали една пресуда ќе заживее и ќе биде прифатена, еден од главните предуслови е политичката волја на земјата кон која е упатена таа пресуда. Имаме голема судска пракса во однос на користење на мерките. Форми, да, посебни истражни мерки. Сега прашање дали биле истражни мерки, нели? Да. Тоа е што недостасува во целата приказна институционалниот пристап, појава на институциите, појавност на институциите да излезат и да кажат свое мислење. Имаме дури еден македонски предмет, Фейзула Генчи против Република Македонија, каде што судот ја отфрлил жалбата во врска со еден предмет каде што се користени аудио-видео записи во еден предмет поврзан со трговија со дрога. Имам и еден друг предмет каде што судот се осврнал на слично прашање Пападакис против Република Македонија, каде што исто така бил користен аудио-видео запис. И ако ги читате нашата одлука и нашата пресуда, судот е свесен дека понекогаш истражните органи мора да превземат одредени посебни истражни мерки, ако зборуваме за посебни истражни мерки, и секогаш се инсистира на постоење на закон, постоење на јасно и прецизно дефинирање кои субјекти, кога, во кои околности може да бидат подложени на такви мерки, прецизно утврдување на времето кога се спроведуваат такви мерки. Дали било неопходно да бидат направени тие мерки и уште една работа, задолжително постоење на судски налог. Овде се работи сепак, освен за масовното прислушување, и за една, би рекол, помалку правна шизофренија. Ќе направам паралелата. Замислете, Оланд го вика Саркози и под посебни истражни мерки го снима во својот кабинет. Ние се доведовме во ситуација дека шефот на опозицијата на политички разговори е под присмота на посебни истражни мерки. Од друга страна, светот ја прегрме суштината на големите афери со Сноуден и со Асанж, во која не беше битно како протекле Викилис, тоа е веројатно за тајните служби повеќе, нели, или НСА, туку содржината и начинот на кој се обработени и објавени податоците. При што јавноста повеќе се занимава со содржината и со ефектите на содржината на пораките, и во едниот и во другиот случај, одошто со така нареченото уривање, нели, да речем условно, на разузнавачките системи и служби, и не гледам дека тоа представува начин во кој може да се врши политичка пресметка, нели, помеѓу власта и опозицијата во било која држава. Јас нема да влезам во вашата политичка анализа. Мислам дека деновиве читавме, слушавме многу анализи. Мене ме интересира само правниот аспект од ваквите постапки, бидејќи на крајот на криштата тоа како правен аспект можноста да стигне пред национални судови или пред Страсбур останува. Има една работа, минатата недела парламентарното собрание на Советот на Европа расправаше за примената на посебни мерки за надзор. И тоа станува проблем во денешно време. Како се користат посебните мерки за надзор? И јас велам, ние имаме силна судска пракса, почнувајќи од Клас против Германија, Ротару против Романија, понатаму имавме еден предмет Биков против Русија, каде што судот дал одговор и на вакви прашања кои што вие ги споменавте за изворот на информациите, понатаму за содржината на информациите, како тие биле обезбедени и така натака. Она што е важно е националните институции, националните суди, јавни обвинители да ја отворат судската пракса на Европскиот суд за човековите права и во такви ситуации кога се соочуваат со вакви
состојби да направат една сеопфатна анализа кои се стандардите и принципите кога е доведено во прашање повеќе елементи. Во прашање се и право на приватност, членот 8, во прашање и слобода на изразување, може да бидат во прашање и други аспекти, па на крајот на краиштата во прашање и објавување на лични податоци на граѓани, бидејќи се објавуваат имиња и презимиња и телефонски броеви и адресни податоци, кое што не е во согласност со правото на приватност. Ова, кога го зборувате, ми текнува на еден заедничка студија со академик Владо Камбовски околу говорот на омраза и концептот на справување со тоа, па правам паралела на кокни израз, дека ние се доведовме во ситуација на глобални политички воајери, на еден груб вокабулар до степена озборување или како велат клюкарење, на еротизирање на говор, на насилнички пристапи. Тоа зборува за политичкиот и општествениот амбиент, но од правен аспект тоа создава кај сите луѓе апсолутна недоверба дека приватниот живот им е на тацна на кафунињата и на тајните или јавните агенти. Мене ме загрижува елементот кој што вие го потикнавте, говорот на омраза и повикувањето на слобода на изразување често пати кога се настапува со говор на омраза и целата тензичност која што ја носи во едно општество говорот на омраза, затоа што луѓето кои што имаат некаква можност да се појават на јавна сцена, обврзани се да внимават на вокабуларот кој што го користат, особено новинарите, особено политичарите. Ние имаме неретко ситуации пред Европскиот суд за човековите права, кога поттикот за насилство дошол од говор на омраза изречен од страна на политичар или говор на омраза искажан од новинар према одредена малцинска група или посебна група која што представува особено ранлива во едно општество. Мислам дека... Не се возбудувајте толку многу. Кај нас е сосема нормално тоа да биде денеска нешто што постигнаме како веродостоен европски цивилизацијски вредносен суд, одеднаш ромите да станат цигани, албанци да станат шиптари, ѓупците да станат ѓупци и така натаму. Тоа трае, тоа не е од сега. Јас мислам дека нас потребен е една друга форма на решавање на конфликтност не само во зборувањето, меѓутоа и во постапувањето. Почитта кон другиот е безусловно потребна во секое општество, особено во едно општество кое што е младо, кревко, разнолико по различни основи. Како култура на медијација или медијација во културата, да речем, на политиката, да. И обзирност дека често пати универзалните вредности се соочуваат или се судираат со културниот релативизам. Постои потреба да се наметнуваат секогаш и секаде вредности кои што се прифатени како универзални. И треба да се работи на овој сегмент, да се надминат конфликтните ситуации во едно општество, но за тоа е потребно е разговор, потребен е диалог, потребни се дебати, па дури и ние од Европскиот суд за човековите права велиме за да се прифати нашата пракса, потребен е диалог со националните судови. Неретко националните судии се чувствуваат погодени од некоја наша пресуда и тоа го доживуваат лично. Меѓутоа, нашите пристапувања се диалог, константен диалог со националните судии. Истото го мислев и го чувствував и како судија на Уставниот суд во Република Македонија. Доека спомнате Уставниот суд, само уште една варијанта во која паметам едно ваше излагање, негде ве регистрирав и се сетив на него кога влегува уставните амандмани, кога рековте дека во целокупниот уставен систем на Македонија не достига уставната тужба. Сега таа влезе, па излезе од процедура. Што е суштината на уставната тужба? Кој степен на заштита го гарантира таа?
Ние имаме една тесна уставна жалба во рамки на македонскиот уставен систем, која што се нарекува барање за заштита на слободите и правата. Меѓутоа, таа е ограничена на еден тесен број на права и слободи. Значи, не е тоа нов правен лек кој што ние би го вовеле по прв пат, па сега еве за прв пат се запознаваме со него. Меѓутоа, потребно е да се прошири тој правен лек. Потребно е да се внесе на начин како што тоа го направија сите земји од регионот, освен Република Македонија, бидејќи широка уставна жалба имаат Словенија, Хрватска, Босна, Косово има уставна жалба, Србија, Турција има многу успешна уставна жалба или еден за мене многу успешно склопен, формулиран уставен амандман кој му помогна на Уставниот суд во Турција да изгради углед и да се надминат многу конфликтни ситуации во рамките на тоа општество и да спречи илијадници жалби да дојдат пред Европскиот суд за човекови права. Значи, целта на уставната жалба е да и помогне на државата да створи национален механизам за заштита на човековите права, сите човекови права и слободи кои што ги штити Европската конвенција за човековите права. Тоа би бил концептот на широка уставна жалба, бидејќи понекогаш уставите на земјите членки на конвенцијата имаат и поширока рамка од она која што ја дефинира Европската конвенција за човековите права, затоа што тоа е постар документ од многу нови устави, па често пати ќе прочитате дефиниција слободите и правата загарантирани со уставот на земјата, а кој ги штити и Европската конвенција. Целта е да се спроведе идејата дека човековите права припаѓаат дома и граѓаните да можат прво да се обратат пред националните судови, во овој случај Уставниот суд. Институциите се градат и уставните судови се градат. Јас се сеќавам на еден меѓународен симпозиум во Уставниот суд во Турција 2010 година, кога уставните суди и судиите на Врховниот суд со голема скепса зборува за тој нов правен лек и особено многу критики доаѓа од академската средина, значи околу 500 учесници имаше на таа конференција и не сите беа благонаклонети кон овој правен лек. Меѓутоа, праксата покажа дека токму Уставниот суд, кога беше во прашање слободата на изразување и предмети поврзани со социјалните мрежи, Уставниот суд одлучи во корист на слободата на изразување. Така да треба време, се разбира, да се воведе еден таков правен лек, меѓутоа и институционална подготвеност. Прашањето на времето и на традицијата е релативно. Ако трнеме од Магна Карта, нели тогаш тоа ќе ни треба едно 7-8 века. Меѓутоа ние сме динамично општество и сме пред искушение кои и дома ни престојат, има некои искуства во светот. Мирјана Лазарова, трајковска гостина во ТВ интервју, веднаш по ЕПП-то за нешто што исто така има може би реакција на мигот, а тоа е изборната регулатива, изборните манипулации, бидејќи таа беше и шеф на Државната изборна комисија 2002 година. Госпожа Лазарова, мислам дека пред 2 месеца овде беше во студиото Маријан Ѓорчев. Првата асоциација која влезе овде и сега кога ве гледам вас, ми се навраќа целиот филм како репортер кој го следев со упадот на Маријан Ѓорчев и на Љубе Бошковски во канцелариите во онаа драматична ноќ на Државната изборна комисија, кој се вршеше на одреден начин многу жесток притисок. Дури и до поништување на изборите, бидејќи сметаа дека се ограбени и така натаму. Дали од тоа искуствено, прво да прашам, дали Маријан Ѓорчев било кога или било каде ви се извинил за таа поставка, бидејќи тој важи според мене за еден култивиран политичар? Знаете што, јас имам почит кон луѓето кои што влегуваат во политика со страст да бидат политичари. Јас целиот мој живот се трудам да бидам професионалец, меѓутоа кога се среќавам со политичари, знам дека тоа е голем наплив на емоции во одредени моменти, а изборите јас
И тогаш реков, изборите се момент на силни емоции. Па добро, тоа е веројатно една вечер која што заслужува повеќе разговори. Ама никош не проговоривте. Па знаете што, пред неколку месеци добив интересен имейл од шефот во тоа време на изборната делегација на ОПСЕ, делегацијата која ги оценуваше изборите, кој што во неговиот имейл ме поттикнува да напишам мемуари апропо изборите од 2002 година и јас мислам дека тој настан заслужува едно продлабочено анализирање. Проговорив, меѓутоа внимавав што ќе кажам и како ќе кажам, затоа што за мене тоа беше важен момент да се сочува интегритетот на институцијата Државна изборна комисија и да се сочува чувството на доверба кое што граѓаните нам во Државната изборна комисија ни го влеа. Тоа беше една прекрасна интеракција, еден флуид на енергии кои што го чувствувавме во текот на подготвувањето на избори, кои не беа обични избори, постконфликтни избори во време кога илјадници луѓе се уште беа раселени низ Република Македонија. Во време кога знаевме дека тие избори ќе значат препорака за Република Македонија да тргне кон европските интеграции или ќе значат враќање назад. И ние мислам дека направивме избори кои што одскокнаа неколку чекори напред во утврдувањето на нови стандарди на изборното право. Не само во однос на видливоста на справедливо спроведените избори, на нашата отвореност, транспарентност. Зборувам во множина, бидејќи Државната изборна комисија е колективно тело. Како од денешна дистанца, после 12 години? Морам да ви одговорам за господинот Ѓорчев. За господинот Ѓорчев, Господинот Ѓорчев ми пристапи после неколку години на една меѓународна конференција во Охрид и прозборува во таа насока дека чувствува одредена тежина за таа вечер. Меѓутоа, тоа, како што реков, заслужува една друга анализа. Јас не го гледам него како главниот субјект во сето тоа. Тука има други аспекти кои што требаше да послужат да се оформи една поинаква Државна изборна комисија. Нашите искуства после 2002 година ние ги преточивме во тоа време во форма на информација до владата, до собранието со идеја да се формира професионална Државна изборна комисија. Кога велам професионална, мислам на 9 членови или колку и да се, да не бидат луѓе изфрлени од политичките партии, туку да бидат луѓе кои што професионално ќе се занимаваат со избори и со организирање на избори. Евентуално првиот човек на таа институција би можел да биде од опозицијата во мигот што би можел да биде некаков баланс. Како и да е. Меѓутоа, на професионалноста на државната и идејата за професионалноста патем се изгуби. Од 2002, ја мислам дека имавме 8 до 10 избори, циклуси не можам ни да бројам. Меѓутоа, ми се чини дека како да се враќаме на стереотипите и пред 2002. Избирачките списоци и натаму имаат мртви души, пустеци и бугарски возови и така натаму. Како вие од аспект на тоа искуство што го имате гледате на назадување на избирачките процеси во Македонија? Да, тоа се сегменти кои што заслужуваат многу длабинска анализа. Како да дојдеме до еден избирачки список кој што ќе биде ажуриран. Има различни модели во светот. Има модели кои што како во Америка, например, налагаат избирачот да дојде и да се регистрира како избирач, да не го прави тоа државата. Државата да не ги прочистува, така да кажам, избирачките списоци, или пак во други земји, како што е Белгија, каде што избирачката обврска е граѓанска должност, обврска и државата го прави списокот и така натака. Има различни форми како тоа да се прави. Избирачкиот список е работа која што врзува повеќе институции. Тој не може да го гради само државната изборна. Таа нема капацитет. Имам една прашање кое ми е важно, ама од аспект на тоа, бидејќи живеете во Франција, се движите во овие други посткомунистички држави.
дали ви изгледа логично и дали имате забележено толкав степен на искористеност на државни ресурси во сред изборна кампања, во која, например, премиерот во сред кампања спротивно на законот за буџет ветува социјална помош, па субвенции ваму, па онаму доделување. Дали е возможно тоа, например, да се случи шефот на финансии од позиција на министер за финансии да учествува во изборна кампања во една Франција, во една Швајцарија, во еден Луксембург и така натаму? И овде има различни пристапи во зависност од тоа како се работи сепак за постари демократии, поинаква уреденост или поинаква заинтересираност на гласачите. И јас имав привилегија да ја водам делегацијата на ОПСЕ за оценка на избори во Естонија 2007 година, за да ви доловам колку е важен пристапот на политичките субјекти во изборите и стварањето на еден амбиент на меѓусебна доверба. ОПСЕ направи една делегација која што ја сочинува информатичари и правници, и јас ја имав таа чест да ја водам таа делегација во една земја која веќе беше членка на ЕУ, многу интересна и слична за нас. И целта беше да се види како за прв пат во светот, како гласањето преку интернет ќе помогне да се пребројат гласовите на бирачите. Значи, станува збор за една земја која што информатички е на висок степен на информатичко општество. И се разбира дека во такви услови делегацијата имаше контакти со лидерите на политичките партии, со председател на парламент, со премиер. Кој е резултатот? Как се вашите резултати? Значи, она што мене ме импресионираше од сето тоа, кога разговаравме со членови на опозицијата, тие изразува голема доверба во капацитетот на владата да организира избори и на нашите прашања зарем не се плашите од резултати кои што интернетот дава простор да биде интервенирано во нив. Членовите на опозицијските партии реагира изненадено и навредено, како тоа ние им сугерираме една таква состојба. Чи станува збор за една друга политичка култура во која општеството дошло до моментум кога се организираат избори на интернет и опозицијата со целосна доверба и пристапува кон владеачката партија. Бев на избори исто така и во Ерменија, и во Грузија, и во Соединетите Американски држави два пати. Можам да направам една компарација за поставеноста на извршната власт, на законодавната власт за време на изборите и мислам дека тоа е сегмент кој што ќе заслужува голема анализа и важна е улогата на особено на луѓе кои што водат водечки министерства за време на изборната кампања. Вие спомнавте една вечер 2002 година и во тоа време се расправаше дали министерот за внатрешни работи треба да пристапи да понуди мирување на неговата функција додека ја води кампањата, бидејќи беше на листата на кандидати. Несомнено дека е потребна поинаква правна рамка. Меѓутоа, како што почнавме, така и ќе завршам, за тоа е потребна силна политичка волја и јасен консензус на креаторите на легислативата, што значи и позицијата и опозицијата. Како функционира едно успешно семејство Лазарова и Трајковски? Двајцата доктори на наука, двајцата амбициозни, имате ривалитет меѓу себе? Инаку сте сопруга на познатиот професор по социологија Илјо Трајковски. Добро, ривалитет, не толку многу ривалитет, веројатно некакво надополнување, почитување, уважување. Јас сум знаела за момент да застанам кога мојот сопруг прави некаков исчекор во неговата кариера и сега тој тоа го прави за мене. Последните неколку години тој е повеќе фокусиран на семејството. Па до сега добро функционира. Знаете како, бракот е една институција која што налага големо вложување, многу, не би рекла компромиси, меѓутоа
многу заедништво, но понекогаш и различно видување. Ние не се согласуваме секогаш за сите работи, знаеме и да расправаме и да дискутираме, меѓутоа... Кога е време Илјо тука да го интервјуирам, професор Трајковски да интервјуирам, ќе ве споредам на истата тема, но сакам уште нешто да ве прашам при крајот на нашето интервју. За трите деца не сакам да навлегувам, бидејќи тоа е сепак степен на висока приватност, иако знам дека ми рековте дека добро напредуваат и се самостојни. Денове се појавивте во јавноста како можен шеф на привремената влада на Македонија. Ви се појавија политички амбиции, некој ве контактираше, ви се појавили таа внатрешна желба дека може би повикот на државата да влезете во некоја игра да ја излечеме држава од криза би можел да ја мотивира? Не, јас професионално сум многу исполнета, морам да ви кажем. Имам уште 2 години мандат во Европскиот суд за човековите права, превземено големи обврски со големи предмети и целосно сум фокусирана на тоа што се случува во Страсбург. Дел сум на неколку работни комисии и групи кои што работат на реформа на работните методи на судот. Станува збор за една институција која што константно преживува трансформации и морам да ви кажам дека исклучително ме исполнува мојата професионална работа во овие изминати години зад мене. Не сум паднала во искушение да влезам во политика, иако имало такви понуди од луѓе кои што лично ги почитувам. Дури ни тогаш кога Џорџ Буш ви ја доделуваше наградата за... Да, дури ни тогаш. Меѓутоа, има една друга димензија од сето ова. Јас го читав моето име и ги почитувам луѓето кои што помислиле на мене, бидејќи јас веќе 7 години физички не сум тука присутна, иако настојувам колку што можам повеќе да пренесам во мојата земја. Ама тоа е предност, да знаете, бидејќи од дистанца не гледате. Па не, знаете како, јас живеам со Македонија и со ова што се случува во Македонија и преку предметите и преку моите контакти со мојата земја. Морам да признам дека е пријатно чувството кога луѓето гледат во вас некаков потенцијал. Сега за сега јас сум во Страсбург фокусирана на мојата работа. После 2 години ќе видиме, ќе бидам на располагање на мојата земја, ќе видиме каде ќе ме води мојот професионален ангажман. Политиката е интересен сегмент од човековото живење и јас, како што реков, имам целосен почит за политичарите, ама јас живеам со професијата веќе долго време. Еден пријател во една прилика ми рече на Македонија заслужува да има начело жена. Јас се надевам дека еден ден една жена ќе ја води оваа држава, бидејќи вие жените имате исклучителен инстинкт за вистинитост, веродостојност и амбициозност. Ви благодарам уште еднаш што бевте гостин во Топ тема. Ви посакувам добар престој во Страсбург и успешна кохабитација со професор Илјо Трајковски. Ви благодарам и јас. Да.